овие денови Лисабон е град домаќин на 37-миот светски ден на млади, односно 4-тиот светски ден на млади кој ќе го предводи папата Фрањо, по светскиот ден на младите во Бразил 2013 година, во Полска 2016 и Панама 2019 година. Како што спомнав, ова е 30 светски ден на млади, кој првично требаше да се одржи во португалската престолнина во 2022 година, но беше одложен поради глобалната воредна состојба предизвикана од пандемијата COVID-19. За овогодинешното мото на светскиот ден на млади, папата Фрањо го избра Марија стана и побрза. Библиски цитат кој зборува за посетата на Пресвета Богородица кај незината роднина Елисавета, земен од Евангелието според Лука, а се работи за тоа откако ангелот и навести на Богородица дека ќе биде мајка на Синот Божи, таа заминува да ја посети Елисавета и со неа да ја сподели радосната вест. Повеќе од 600.000 млади од 200 земји се пријавија за учество на 37-миот светски ден на млади, кој што се одржува деновиве во Лисабон, Португалија, и се одржува од 1 до 6 август. Но, според организаторот на завршната света литургија в недела, се очекуваат околу 1,5 милион млади. Радио Марија е најверојатно единствениот медиум во Македонија кој зборува за овој глобален настан на млади. Од Македонија учествуваат повеќе млади во неколку групи, а ние разговаравме со учесниците кои представуваат Македонија и Католичката црква во Македонија на овој глобален настан. Разговараме со Кирил и Наталија Стојанови, кои овие денови се токму во Лисабон на светскиот ден на млади. Им благодарам на нивната подготвеност што и покрај целата таа динамика на настани таму сепак одвоија време и подготвеност да ги споделат нивните искуства, впечатоци, да ни ја споделат таа атмосфера со нашите слушатели, посебно со младите во Македонија. Кирил и Наталија, нека е слава на Господ Исус Христос и добар ден. Еве, најпрвен сакам да кажам добар ден, благодарам за можноста да зборуваме за светскиот ден на млади. Ве поздравувам од моје име Кирил Стојанов и од името на мојата сестра Наталија Стојанова, која што е денеска овде заедно со мене. Ќе слушнете и од неа нешто подоцна малку за светскиот ден на младите. Слободно можам да кажам дека ве поздравувам од центарот на светот овие денови. Неверојатно е како таа енергија на светскиот ден на млади успева на некој начин да мотивира милион луѓе од целиот свет да патуваат со денови за да бидат дел од најголемиот собир на млади, кој што ова година 2023 се одржува во Лисабон. Овде во Лисабон се е во знакот на светскиот ден на млади. Буквално секој ќошот, ајде така да го наречам, еден од најубавите градови во Европа, па и во светот, е обоен во боите на светскиот ден на млади. Овде домакините, локалното население е целосно посветено да помогне на сите странци кои што доаѓаат од сите страни на светот. Португалија и Лисабон се подготвени до максимум и буквално пружат се што е потребно за една организација каква што е светскиот ден на млади. Млади луѓе распејани во името Господово ги полнат улиците на главниот град на Португалија. Се е во знакот на Католичката црква и славењето на радоста и милоста која Христос ја дава на сите учесници овде. Така некако би го започнал ова свое кратко воведно обраќање од Лисабон, главниот град на Португалија, место каде што се одржува светскиот ден на млади. Наталија, кога започна вашето патување за Лисабон? Кој место уште успеавте да ги посетите? Твоите впечатоци за Лисабон? Поздрав и од мене, од Лисабон, и овде сме веќе неколку дена, а нашето патување започна уште на 27 јули, затоа што Лисабон е многу далеку од Македонија и ние патувавме со автобус до овде. Попратно посетивме и многу други места, други градови и држави со
со нашата група. Би сакале овде да спомнеме дека ние сме дојдени и заедно со групата од Хрватска, од надбискупијата во Загреб, бидејќи за жал во Македонија немаше доволно пријавени за да се организира нешто и не успеавме да се организираме, па моравме да се снајдеме на друг начин. Еве успеавме да дојдеме. Од она што би можела да го кажам за Лисабон досега се и повеќе од очекуваното, бидејќи ова е за нас навистина премногу. Кирил, што би можел да издвоиш како нешто посебно од атмосферата таму во Лисабон на Светскиот ден на млади? Ако треба да издвојам нешто што ми е некако посебно мило и што дава посебен белег барем на мене во целиот овој период, е дека секогаш кога на улиците ќе се појавиме со нашето знаме редовно, одиме со нашето македонско знаме на грбот, буквално срцето ни, барем мене, ми трепери секогаш кога некои луѓе од било која друга земја, било кој крај на светот ќе го препознаат нашето знаме и ќе ни се обратат да живее Македонија, во зависност од тоа на кој јазик тие се обраќаат. Овде во Лисабон нема разлика од која држава доаѓаш, која боја на кожа си. Овде Македонија, верувале или не, вреди исто колку и сите други. И тоа е чувство од кое што навираат солзи и се растреперува срцето. Затоа што сите добро знаеме ние во каква ситуација сме и не знам дали некогаш и во нешто успеваме да бидеме третирани рамноправно како сите други, без разлика на големината на нашата мала, голема Македонија. Во нашата црква, во католичката црква, тоа е привилегија, затоа што сите ние сме исти и луѓето знаат да го ценат тоа што си и да ја ценат твојата посебност. Тоа би го извел како некој најголем впечаток кој што од мој аспект го доживувам сите овие денови. Секако кога зборуваме за Светски ден на млади, тука се и новите пријателства кои ние веќе ги стекнавме, слободно можам да кажам дека имаме пријатели од Хрватска, од Босна и Херцеговина, па и од други земји кои што овде ги среќаваме. Посебно ме фасцинира подготвеноста да се биде во служба на толку млади луѓе кои што сме овде и да се гледа на топлина која што португалците со себе и со својот карактер ја имаат. Кога зборуваме за Светски ден на млади и за вера, не може да не се спомне верата која се гледа во очите на луѓето овде кои што се на Светскиот ден на млади. Жртвата да се прелетат и илјадници километри или како нас да се препатуваат со автобус и да се биде спремен за комуникација со луѓе од друг крај на светот. Тоа секако е нешто што остава посебен впечаток и нешто што го одбележува овој престој овде. Португалија е навистина преубава земја, а Лисабон за мене е еден од најубавите градови во Европа, така да имам уште многу работи кои што би ги издвоил, но ако ме прашувате кои ми се најважни, кои ми оставиат најголем впечаток, мислам дека нешто ги наброев се убедливо на врвот. Наталија, дали имаш нешто уште да додадеш кон ова што го кажа Кирил? И јас би можела да кажам дека посебно нешто кое што ме воодушеви овие денови е дека огромен број млади луѓе од цел свет се на исто место, дојдени со истата причина и со истиот повод, и можеме да видиме како сите собрани во групи, во едно заедништво, големо заедништво, молиме заедно, сите кога сме по групи поделени или кога одиме на местата каде што треба да се собереме. Не би можела да не ги спомнам и сите оние песни кои ги слушаме, се она што го доживуваме заедно со нашата група или кога патуваме по патот или кога шетаме низ градот и се друго. Навистина е едно преубаво искуство и досега нема нешто што не воодушевило, туку има безброј многу работи кои не воодушевија. Ја посетивте и Фатима, едно од најголемите богородични светилишта
во светот и дали може оваа средба на млади да се окарактеризира како празник на верата? Кога зборуваме за Португалија, за тоа што она што им дава посебен белег, кога се зборува, се разбира во верска конотација, тогаш не може да не го спомнеме срцето на црквата овде во Португалија. Фатима, местото на нашата небеска мајка. Не може да се опише чувство, знаете, кога ќе стигнете, сте поминали толку пат, сте видели толку многу работи, но кога ќе стапнете во Фатима, кога ќе излезете од автобусот и ќе го видите сето тоа што таму е и она чувство дека Марија е присутна таму, тогаш сето друго, сите оние градски убавини кои што Лисабон ги има, Португалија и сите оние градови кои што ги сретнавме, паѓаат во втор план, затоа што Фатима е посебна емоција. Во денот во кој што бевме, целодневниот ден, целодневната посета на Фатима, некако времето, небото, веројатно и Марија, сака да имаме студен ден, со дошти и ветер, и сето тоа допринесе да некако помислиме дека луѓето ќе се уплашат или дека можеби процесијата на која што требаше да учествуваме ќе се одложи, се случи спротивното. Дождот и ветрот како да ги немаше, а луѓето со целата своја вера ја поздравуваа Марија и молеа на колена пред неа. Кога сето тоа ќе го видиш, ќе го доживееш, едноставно, сакал или не, устата и срцето одат пред тебе, сами некако изговараат: радувај се, Марио, Господ е со тебе. А Марија таму беше и со Господ, а и со нас. Гледајќи го неубавото лице во светот, ликот на нашата небеска мајка, во Фатима добиваш нешто што е чувство на топлина, на љубов, на милост. Така да Фатима е најголемото доживување кое што го имавме до овој момент. И јас истото би го кажала за Фатима, дека најголем впечаток од сите овие работи кои што ги посетивме и кои што уште ги посетуваме и ги доживуваме, сепак Фатима е таа што ни остави впечаток што ќе го памтиме после овој светски ден на млади. Навистина едно преубаво искуство. Имавме и процесија, и света литургија, и заедничка молитва, и време за индивидуална молитва, за посвета на нашите накани. Преубаво. Во процесија, кога ќе видите толку голем број млади луѓе кои што одат и молат заедно, е нешто што останува за секогаш. Што е она можеби што би сакале посебно да го истакнете од овој светски ден на млади во Лисабон, што би можеле да го понесете со вас, па и за во иднина, или уште и ова, што ќе им препорачате на младите во Македонија? Знаете, кога ќе добиете прашање што ќе пренесете од светскиот ден на млади и што сакате да порачите на сите оние, посебно на младите во Македонија, некако прашањето изгледа многу едноставно, а всушност е многу тешко, затоа што сакате да кажете многу работи и да пренесете многу. Она што јас ќе се обидам да го пренесам и да го земам со себе од овде ќе биде спремноста на жртва, на соживот, на љубов, на разбирање и отвореност кон сите луѓе. Нешто што овде, како можеби најмала група, успеавме да го доживееме, да го почувствуваме. Ќе се обидам да ја понесам храброста, да се кажува кој си, да можам да кажам било каде дека јас сум Кирил, католик, маж, македонец. Тоа што овде никој не ми го оспорува. Сакам на сите млади во Македонија да им кажам дека ако некогаш имаат прилика додат и да учествуваат на светски ден на млади, да не мислат два пати, затоа што ова е единствено чувство и нешто што треба се доживее. Треба да се зборува, да, можеме ние да зборуваме до утре за тоа како беше, што беше, меѓутоа она што се доживува овде е индивидуална работа и нешто што го исполнува секој млад човек. Сакам да им кажам на сите млади да бидат редовни на сите средби во нивните парохии, на активности, да даваат идеи, да бидат отворени за нови пријателства и да бидат горди на своето национално чувство,
а пред се на својата верска припадност. Да не се плашат да застанат во одбрана на црквата, да не се плашат за тоа што ќе кажат другите. Затоа што овде, не знам, може би Наталија, има некој податок, јас немам, меѓутоа понашто се слуша по улиците дека се очекуваат повеќе од 2 милиони млади. Верувајте, овде сите млади се со своите национални обележја и се горди на верата на католичката црква на која што ние припаѓаме. Затоа што, знаете како, зли јазици ќе има секогаш. Меѓутоа наша должност е да ја чуваме црквата и би им препорачал да бидат малку повеќе храбри кога се работи за одбрана на нашата црква. И јас како и Кирил ќе секако дека со мене ќе понесам многу позитивни искуства и впечатоци, нови контакти, пријателства стекнати и се она што го носи светскиот ден на млади со себе. Би сакала да кажем дека ние доаѓаме од мала држава каде што католиците се помалку и за нас ваквите настани кои се одржуваат се многу важни и ги доживуваме со многу силни емоции и со се она што би можело да се почувствува. Истото како и Кирил што им го посака на сите млади од Македонија, им посакувам да одат барем на еден светски ден на млади и да ја осетат таа убавина на ова најголема католичка манифестација за млади, која што се случува на секои 3 години во светот, да имаат храброст и пред се да направат една жртва и да го остварат тоа патување. И тогаш ќе видиме дека не сме сами, туку има многу луѓе како нас и многу други млади луѓе како нас. И еве за крај нешто сосема кратко што би кажале нешто за нашите слушатели. На крајот би сакале да ви заблагодариме на можноста за да можеме да ги споделиме нашите досегашни впечатоци од овој светски ден на млади и да се слушнеме во друга прилика или кога ќе се вратиме од светскиот ден. Еве од моје име би сакал да се заблагодарам на можноста да ги пренесем нашите искуства овде од Португалија. Ги поздравувам сите слушатели на Радио Марија и следете ги светските медиуми. Знам дека во Македонија многу малце ќе видите за светскиот ден на млади, меѓутоа следете ги светските медиуми и ќе видите дека ова што ви го зборуваме е се вистина и дека всушност светскиот ден на млади во моментов е најголемата манифестација која што се случува во светот. Драги слушатели, го проследивте разговорот со Наталија и Кирил Стојанови, кои се представници на Македонија, на Католичката црква од Македонија на 37-миот светски ден на млади во Лисабон, Португалија. Ги споделија нивните искуства, нивните впечатоци, што значи да се биде дел од еден ваков глобален медиум, за кој што, за жал, најверојатно само Радио Марија во Македонија известува за овој глобален настан. А учесниците на светскиот ден на млади ќе имаат уште и можност заеднички со папата Фрањо да молат крстен пат. Во сабота вечерта ќе имаат заедничко ноќно бдение, а светскиот ден на млади завршува со света литургија во недела, која папата ќе ја служи за околу 1,5 милион млади присутни на неа. Се надевам дека успеавме да ја приближиме таа атмосфера од 37-миот светски ден на млади во Лисабон, благодарејќи на нашите соговорници Кирил и Наталија Стојанови. Имајте убав и благословен ден.